Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Пристигнале до брегот и излегле од чамецот. Конечно, на Јаир очајно му бил потребен Исус. Се втурнал низ толпата луѓе и паднал пред нозете на Исус. Ќерка ми умира. Дојди брзо. Те молам, стави ги рацете на неа за да биде излекувана. Исус тргнал со него. Морале да побрзаат. Зошто Исус одеднаш застанал? Кој ме допре? Не бев јас, но сите се туркаат и се влечат. Исус се свртел и видел жена која застанала пред него треперејки. Сакав само да ги допрам полите на твојата наметка. Бев болна 12 години. Ниеден лекар и ниеден лек не ми помогнаа. Ги дадов сите своји пари за да можам да оздравам. Но кога ја допрев твојата облека, веднаш се излекував. Твојата вера те оздраве. Не плаши се. Верата помага. Нема да бидеш разочаран ако веруваш во Исус. Или мислиш дека тоа може некогаш да се случи? Каде е Јаир? Јаир, имам лоши вести за тебе. Ќерка ти е мртва. Таа имала само 12 години. Верата на Јаир била опасно близу до исчезнување, како пламен на свеќа при ветер. Не плаши се. Наместо тоа, верувај ми. Овие зборови на Исус уште еднаш ја запалиле неговата вера. Тогаш ја виделе куќата на Јаир. Уште од улицата можело да се слушнеле лекањето и плачењето на тие кои тагувале. Зошто плачете? Детето не е мртво. Сите му се подсмевале на Исус. Ја виделе со своји очи. Исус ги испратил сите луѓе. Само на родителите и тројца негови блиски пријатели им било дозволено да дојдат со него во спалната соба каде што лежало девојчето. Во собата владеела мртва тишина. Дали Јаир размислувал за зборовите на Исус, не плаши се, наместо тоа верувај ми? И во што требало да верува тогаш? Исус отишол до креветот на мртвата ќерка и ја фатил за рака. Талита куми, ќерко, стани. Родителите виделе како девојчето ги отворило очите и станало од креветот. Дајте и нешто да јаде. Господ го рекол ова, оној кој лекува болни и воскреснува мртви. Исус може да направи се, освен едно нешто. Не може да ги разочара тие кои веруваат во него. Затоа, што и да се случи во твојот живот, не плаши се. Наместо тоа, верувај му. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!